Почитувани гледачи на otv.mk, добре дојдовте во уште едно издание на Отворени муабети. Денес нагостени е Кире Ристевски, председател на Сдруженијата на тутунари, мака на тутуноберачите. Добар ден. Добар ден и поздрав до вашите гледачи на вашата телевизија. Ми е прво многу мило и благодарам што ја прифативте поканата да поразговараме малку за тутунот, затоа што во прилеп ако не поразговараме на таа тема, како да не сме разговарале воопшто. Баш така ви благодарам и јас на поканата и точно е тоа, ако во самата дискусија нема дел од тутунот, како да воопшто не сме ни дискутирале. Апсолутно. Па да го започнеме муабетов од тоа како председател на Сдруженијето мака на тутуноберачите, како би ја оцениле годинашната реколта, дали тутуно производителите се задоволни од годинашниот откуп? Годинашната реколта помина за доброто на сите и нас како сојуз и откупувачите и производителите добро. Ради тоа што се произведоа доста поголеми количини од предвидените, така да и динамиката на откуп беше малце побрза. До нова година да 2/3 веќе беше откупен тутун, а после нова година остана уште 1/3. Сега во моментов негде уште околу 50-100 тона се за да се дооткупи целата реколта. Задоволството е, ми се чини, кај тутун производителите е огромно, и тоа што никогаш не била постигната толкава цена, просечна цена на килограм тутун. Тоа е негде околу 400 денари просек килограм тутун, 100 денари субвенција, 500 денари. Тутунарите не памта кога некоја желе толку големи количини на пари за нивниот труд. Пака се имам податоците и за минатата година и за оваа година. Значи, минатата година со завршетокот на откупот на 29 втори годинава ги имам податоците до 14 втори, значи пред околу 10 дена од снимањево. Минатата година просечната цена била 347 денари, годинава до 14 втори е 399,87 или ајде да заокружиме на 400 денари. Дали ова покачување е задоволително во споредба со инфлацијата која што имаме изминатата година? Да, се поголеми плати земаме, но се и поскапо. Да. Видете, како индустријска гранка, како тутно производството, го прати трендот на инфлацијата. Меѓутоа не може секој 100% да го испрати трендот на она, така да речем од ланските 347 до нашниве 400 денари, тоа е негде околу 50 денари, евро плюс она. Значи, доста задоволително за тутун производителите. Никогаш не е доста, меѓутоа, сепак во споредба со ланската реколта, оваа реколта, вистина, тутунот достигна највисока цена за исплаќање. Досега, според официјалните статистики, се околу 24 милиони килограми тутун или 24 илјади тона. Во споредба со минатата година, тоа се 10.000 тони повеќе. А случајните договори за садени површини се скоро исти. Немаме, може да ни објасните оваа огромна разлика во разликата меѓу ланската и годинашната година се состои во неколку параметри.
Прво ќе кажам дека во реколта 2024 беше екстремно лоша година и така да врз основа на тие показатели почнено климатски, недоволно количина вода на закаснета вегетација на самиот тутун, дојде до производство негде околу 14 милиони килограми, мада и таа не беше правата количина на тутун, ради тогаш и во таа реколта се купуваше се на прва без одбитоци со поголема количина на влага, меѓутоа се дојде до количина негде околу 14 милиони и 760 илјади килограми тутун. За разлика за 25-та година, односно 24-та, 25-та, реколта, да, она до 14-ти се купени 24-160 илјади тони килограми, тука се должи на тоа да она фактички оваа година имавме 2 лета. Значи во почетокот на она имавме екстремно сушни периоди, така да развојот вегетацијата на самиот тутун беше мала, после 60-70 дена незаврнати дождови, она кога почна да врни, значи вегетацијата на тутун се разви, дојде до зголемување, така да оваа година имавме берба негде околу 140 дена. А инаку максимум за тутунско растение бербата е 90 дена. А годинава имавме дупло, негде од 140 дена. Со 50% повеќе период. И врз основа на тие показатели иди до зголемување на производството. Првите проценки ние како Сојуз ги имавме негде околу 17 до 18 милиони килограми, Комората излезе со проценка негде од 20 милиони килограми, меѓутоа излегоа 24 и 100 илјади, она што се запрашуваме и сите од каде овие количини на тутун. Од кои површини, од кои што се губат овие 4 милиони. Да, 4. И бараме одговори и самите меѓу себе, бараме одговори и од купувачите и од производителите, меѓутоа се уште прави одговор го немаме добиено. Ние како Сојуз, да речеме, размислуваме дека овие зголемени количини се негде во основа на тоа што немаше одбитоци. Тутуните беа купувани со многу поголема релативно, со многу поголема влага, негде околу 30%. А колку е дозволената влага? 18%. 12% разлика. Не знам, 80% повеќе од дозволената влага. Па и врз основа на тој показател иде до оваа количина од 24. И точно само за споредба, во 24-та сме имале само во секунда кај беа договорите? Само договорите се во 23-та година 26.504 тони договорени. А годинава се договорени 30.621 договор, а го оваа година 26.418 и 29.957 договори. Така, да, бројот на стопанство, да речеме, за 2024 бил, зборуваме за површина, 12.959 хектари. А во 2025 се намалени. Да, оваа година има дури помала површина. Помала површина. Така да и бројот на договори, она ни е намален во споредба со ланската година. Секоја бројка е помала, и договорена површина, и количина и количини, и случајни договори. Имаме 10 милиони плюс зголема. Колку и да им сме имале 2 лета, колку и да сме ова не на 150 милиони, па годинава се 160, ова е на 14, 24. Тоа е огромен процент поголем во една година. Значи, голем превид се правило во тие одбитоци, најверојатно. Па да, еден од... Не превид, замижување, може да кажа. Да, па и фактички тоа не е да носи правата состојба на количините на тутун. Ради тоа што рековме, да речам, од годините уназад се одбиваше од 3 до 5% на тутун. Сега тоа го немаше. Она плюсто со зголемена количина на влага. Тоа е плюс.
неодбивање на дарата на самиот картон. Тоа е плюс она. После тоа си го направи начинот на купување сето на прва класа. Она. Да, и тука Не проверки на проценителите врз се што се носи во самиот картон. Вкупно и прилепи јака имаме тука податоци од вкупно 14 милиони 412.133 килограми. По прва класа поминале 14 милиони 408.464. Тоа е за ланска година. Да, за ланска година. Годинавани се од 24 милиони 163.326 килограми, 24.135.566 во прва класа. Возможно е да се произведе прва класа толкото? Не е возможно, тоа го направи таа е забуна, односно не забуна, него тоа не е реална проценка, го направија компаниите, веројатно од недостиг на тутун, поголема побарувачка, помало производство и да окупа сето во прва. Инаку тутунското растение се знае кој процент има кој класи. Она по постоечкиот правилник, она што е за откуп на тутун, 5% е прва класа, 55% е втора класа, 30% е трета класа и 5% топонски тутуни. Тоа е рандеманот на самиот тутунски страх. А последниве години купувачите купува 100% прва. Која е логиката на ваквиот бизнис? Па јас себе да речем како долгогодишен вработен во тутунската индустрија со искуство од 30 години, јас не гледам логика да се купува она. Кој има чар од сето од купување на тутун кој што е превлажен, кој што не е доволно квалитетен и да се прават превиди, овде би рекол се ајде не импровизирам, ама како да ставали одредени други тежини во картоните. Па една е од таа е вистината дека има во картоните клавно се, од ова само бенефитот го гледа тутунопроизводителите. Односно, оние тутунопроизводители се кои се со послаб квалитет на производство. А овие тутунали кои се со подобар квалитет на производство, тие се оштетени. Ради тоа што дивните тутуни и тутуните кои не се одгледувани во нормални услови, во праксата за производство и сушење и ферментирање на тутун, значи добрите производители се оштетени, за жал. Нели треба добриот да се награди, да напредува година, да произведи уште повеќе од тој добар тутун? Како ќе го стимулираш ти? Ако реално го казнуваш вака? Човекот кој што се заложил да произведе квалитетен производ. Апсолутно така. Една од иницијативите наша е она да го вратиме стариот начин на процена на тутун. И понудивме неколку варијанти на откупувачите. И се уште сме во преговори со откупувачите, до ден денеска немаме дојдено до решение. Еве напрагони се и новите договори со новите цени. Значи во исчекување сме на новите цени за дона и да видиме дали ќе ги прифатиме или нема да ги прифатиме. Меѓутоа едно да знаа откупувачите, да не сме да помисла дека може да го купа за оваа година тутуно поевтино од ова од претходната. Значи не може да помисла да биде поевтино од 400 денари. Може да биде само по-горе, а по-долу не. Ја спомнуваме неколку пати цифрата од 400 денари по килограм, која што очигледно е за прва класа, затоа што достигнуваме колку количина откупена во прва класа е просечната скоро 400. Минатата година имаше некои барања за 600 денари по килограм. Владата или откупувачите нудеа 350. Не, 365, па 375. Па 375 и се најдовте на 400. Како се најдовте толку близко до понуденото, повараното? Па благодарение на нас како сојуз, ние ново формиран сојуз и ова ни е прва година кој ги застапуваме интересите на тутунопроизводителите и благодарение на нас ние извршивме, значи на самиот за старт, да речем огромен притисок кон откупувачите за да не тие сакаат да почнат да купува на класи со старите цени. И ние кажавме дека излеговме на пресконференција и кажавме дека со овие цени со класи, значи да не размислуваат да почнат да купуваат тутун. Значи
Тоа е уништување на самото производство. Согледувајќи претходната година од 14 милиони ова година до 24. Значи, за да ја задржа ова култура и за да обстана и тие како откупувачи да ги имаме производителите кои ќе го произведуваат тутуно, значи мора да најдуваме заеднички интереси, заеднички цени прифатливи и за едните и за другите. Така да, пак ќе повторам, благодарение на нас што на време интервениравме, не се почна да се купува на класа и побаравме под крајот на тутун. Имаше еден анекс од 365 на 375 денари и после тоа вториот анекс на 400 денари. Така, дали можете да ми кажете од прилика колку тутунските компании од купувачите, оние кои што го продаваат потоа на берза, по колку го продаваат од килограм? Дали има некоја споредба, може да се направи некое, дали имате такви податоци, би требало? Па искрен да бидам, врз основа на ова што се случува на теренов, купувајќи го тутуно сега сио на прва, она веројатно тие го има интересо, за жал, она на берзата, на светската берза, од сите култури, од сите нафтени производи, челични производи, дроги, она може да најдете цена на берзата, меѓутоа за ароматичниот тутун нема да најдете цена на продажба на светската берза. Не е нелегална култура. Не е нелегална, меѓутоа нигде не може да се најде на берза берзанска цена. Никој нема податок. По колку пари компаниите го продава, така, да. Се уште не знаеме ние компаниите по колку пари го продаваат. Како тоа возможно, тоа на крајот на краиштата тие плаќаат данок на државата? Плаќа данок врз основа на цена тие што ја формира. Меѓутоа берзанската цена која е на тутуно се уште не Тутунски комбинат Прилеп е државна компанија. Тука би требало тоа се информации од јавен интерес. Колку тутунот и носи на државата пари. Оти ако тутунски комбинат го откупува од производителите, потоа тој некаде го произведува со одредена количина цигари, одредена количина веројатно ја извезува или ја продава на други производители во држава, да речи. Ама мора да се знае цената, тоа е државна компанија, ова е сериозно прашање за се покрива. Како цена, како продажна цена се знае, меѓутоа берзанска цена нема. Значи комбинатот продава, комбинатите, откупувачите продаваат тие со одредена цена. Меѓутоа на берзата, за да споредиме продажната цена и берзанска цена, немаме. Па таков податок. Еве и во Измир, Турција, која е најголема производител на ароматични тутун, цената на ароматичниот тутун ја нема. На вирџиниските, на белејските тутуни, на тутуните за джвакање, за шмркање, ќе најдете цена, меѓутоа за ароматичниот тутун нема да најдете она. Интересно, баш интересна тема за истражување. Ајде да продолжиме за кои се вашите размислувања. Спомнавте да се врати начинот на откуп по стариот принцип на класи. Кои се вашите размислувања и вашите цени како здружение кои што ги разговарате, под кои што не сме да се Па ние на неколку пати, неколку средби имаме инициирано за начинов на година на ова реколта како да се откупува и понудивме некои измени во правилникот за откуп на тутун. Правилникот на откуп тутун го регулира класите класирани во одредени, односно бербите класирани во одредени класи. И понудивме некои решенија, меѓутоа амблок ни беа одбијани од комората и од откупувачите. За жал не ги разбрав зошто тоа го одбијаја. После тоа понудивме уште едно решение кое метнавме само се беше превземено од стариот постоечкиот плюс само една берба ни беше префрлена од една во друга класа. За жал и тоа не го прифатија. И на образложение не добивме. Науката и тука се вклучи, демек тутунското растение не признава таков распоред на ама јас кажав дека тутунското растение се дели на 3 појаси, горен, среден и долен. Горниот појас е најквалитетните ливчи на берби, во средниот појас е, во најдолниот појас е. Меѓутоа ние со понудата не одзедовме ни арома, ни никотин, ни катран од лисе. Само додадовме инсерција од една класа да оди во друга класа.
за тоа да му биде многу полесно купувањето на откупувачите. Така. И со тоа да зголеме цената. Од овие постоечките цени за 400, 300 со 240, ние понудивме цени, значи повисоки, за да дојде и просекот да не му биде врз основа на показателите што рековме 5% првата, 55% втора, 30 трета класа, со понудените наши цени према откупувачите да му дојде просекот негде од 430 денари. Не сметајќи субвенцијата во тие пари. Така. Меѓутоа и тука не најдовме на разбирање. Се уште сме во преговори во тоа финален документ се уште немаме, се надеваме дека ќе биде на подобро. Колку семејства во Македонија се занимаваат со производство и живеат од производство? Па негде околу број на земјови семејства негде околу 16.000, склучени договори имаме 29.000, а живее негде околу земјоделски стопанства 16.830. И ако тие ги помножиме по четворица просек, негде иде околу 80.000 жители, од 80 до 90.000 жители кои живеат од оваа култура. Тоа е на земја која што нема реално повеќе од 1.700.000 жители во моментот, тоа е огромен процент. Огромен процент. Ставува збор за луѓе кои што навистина тешко го вадат свој хлеб, исклучително тешка култура за одгледување, така да треба се според мене да се борите да го стимулирате производството на квалитетен тутун, затоа што на крај на краишта со квалитетен производ, барем според мене сите ќе имат поголем бенефит. И самите производители, и самите откупувачи, и на крај државата, која ќе има. Една од причините за која се нафатив да седнам на ова жешко столче да ги бранам интересите на тутун производители баш е тоа. Да го вратиме лико на тутунското растение, на тутуно, ради тоа што по поранешна Југославија и сега Македонија и Југославија и Прилеп беше познат под типот на тутунот тип Прилеп и мермер. Меѓутоа прв препознат знак за Прилеп беше тутунот тип Прилеп, а после се останат. Така случајно во таа и голема бивша држава, институтот и научниот институт за тутун е во Прилеп. Да, и едина на Балканот беше минатата година прослави 100 години постоење. Да си играме со таа култура и со таа наука, апсолутно се сложувам. Основана околу таа култура, затоа што е дел од нас, дел од ова поднебје и треба максимално знаеме дека конзумацијата на тутун е штетна по здравјето. Многу пати незостарујата бил забрануван, па либерализиран, па повторно забрануван, сега се појавува еден куп заменски производи кои што на крај со некои истражувања дури се и поштетни, али сепак станува збор за култура, за дел од нашата култура. Така е, точно е. Тутуно е стратешка култура за ова поднебје, заради тоа што со најтешките услови обстојувал, сега во оваа либерализација се доведоме во ситуација да го намалуваме производството, што за мене е грешка. И тука голема улога игра и Светската здравствена организација, која е против производството на природен, да речем, ароматичен и крупнолистни тутуни, што за мене мислам дека е грешка, ида до форсирање на електронски цигари, кој јас мислам дека, моје скромно познавање, дека се далеку поштетни, него... Истражувања го покажуваат и тоа дека се поштетни. Дали од тутун, на крајот на краиштата, тутунот не се произведува само за конзумација. Мислам дека се произведуваат многу производи, можат да се произведуваат. Сте размислувале како тутунопроизводители за производство на тутуни од кои што би се произведувале други производи, не мора да се за пушење, смркање? Па, видите вака, точно е тоа дека тутунот дека не е растение само за пушење, тутуно е едно од најбогатите култури со застапеност на етерични масла и смоли. Значи, огромен број на елементи ги има во покрај катрано, тутуно, смоли и се значи едно од најбогатите растенија. И дел од тутунските растенија, односно од горните берби,
се употребува и во фармацевската индустрија. Така да тутунот не е само пушечко растение, него и лековито. На времето, во изминатите 50-100 години, тутунот го пушеле и за некои смирувачки, релаксирачки состојби, за болки, за главоболки, за забоболки, така да, значи, тутунот... Принцесата Катерина Медичи е лечена од мигрена. Од мигрена за баш така, со бурмота, баш така, браво. Така. Да го завршиме муабетот малку со историски податоци, кои му е интересно, можете многу да прочитате, има многу интересна историја, тутуно е користен на многу различни начини и можете навистина да се збогатите самосознање читајќи за растенија за кои што па имаме некаков начин и среќа што имаме погодна почва во Прилепско за него. Да. Ќе ти се заблагодарам тука за разговорот, мислам дека бевме конструктивни, дека ги кажавме и бенефитите, и маките, и идеи како да се го напредува и дека не смееме да помислуваме да работиме против ова растение кое што на крајот на кристото, па и пола од овој град го изградил. Па апсолутно, значи против оваа култура не смееме да одиме, ради тоа што овде интересот е многу голем. Првен како производители, второ како откупувачи и најголемиот бенефит ги има и државата. Ради тоа што ова акцизна стока и државата има бенефит. Така да и не случајно државата субвенционира благодарение на министерство, на влади, на она значи го субвенционира ова производство, за да го имаме што како производ во поголема количина, така да бенефитот да не биде поголем на сите. Фала ти што еднаш, аз ви благодарам што гледавте и се гледаме во следна епизода на Отворени муабети. Ви благодарам јас на поканата, ви стом на располагање и да друг пат да подискутираме брзо оваа култура.